това присъстват и може да наложи внимателно. Аз не съм чула. Да, ти бъде пауза, да. Така, умори. Овој пат нема да се обратам со почитувани колеги, туку ќе се обратам со почитувани битолчани. Пошто гледам дека сите тука во просторијата сте битолчани. Нямаше да видите тук, ако не бяхте. Не знам дали сте за... Значи, вака председател ќе... Директора на партијата. Ако беше на началото, можеше да речи това. Моето кажување беше во наводница, ако беше во пишена форма, ќе ги видите на наводниците. А ова го кажувам, бидејќи како еднаш, за една работа во овај совет, не се остат настрана партиските книжки. Само тоа треба да се случи. Еднаш. Не мора стопат. Еднаш. Значи, многу добро се сеќавам кога од оваа говорница се водеше слична битка за новиот пазар. Кога над 15 пати има встанато и бев наречена од неписмена, од не разбираш, од немаш прочитано. Можам да ги цитирам еден по еден колегите кои ме навредува и кои ми укажува дека јас не разбирам што е приватно јавно партнерство. За да по неколку месеци вие побарате тоа партнерство да биде раскинато. За разлика од тебе, колега, јас го читав, ама вие изгледа ништо не читат. А ова дофрлање председателки очигледно не го гледате или не го доживувате по дофрлање. Да, не слушам. Не слушам од него. Ако знам и на това думи не слушам. Знам, председателки, аз като изборам никой ни слуша, ни гледа. Сите са изключени от стекера. Сега. Значи истиот начин, истиот принцип го имаме со партијата. За почеток, сакам да му кажам на неколку колеги од власта кои стана и кои кажаа дека за одредена сума, договорена со договорот, од 30 денари ја паркирале колата. Може би е редно да си ги проверат телефоните и да видат дека не плаќат 30 денари, туку плаќат 42 денари. Значи тоа да го разчистим, дека овде никој нема личен мотив да се кара, туку проблемот е во тоа што се замајува јавноста. Значи не плаќате 30 денари, туку 42 или 40. Важно не се 30. Тоа да го разчистиме дека не се 30. Пака сега, да разчистиме една работа. Имате два начини на плаќање. Ваше е кој ќе го одберете, така? Во кој дел од договорот пишува дека едниот начин на плаќање е поскап од другиот? Тој дел само објаснете, никој нема проблем, ќе ви кажам дека сте во право. Значи таму ви пишува дека имате право на избор, меѓутоа не пишува дека плаќањето на гребката е поевтино отколку пуштањето на СМС. Значи немојте. Во време кога работиме само со кредитни картички и без кеш, вие ми кажувате дека е исто, ако пуштиш порака и поплатиш 40 денари. Значи немојте. Понатам. Морам да кажам на комисија, членот на комисијата, која е општинска, ни рече вака. Не можеме ние да излеземе на терен и да видиме дека таму има количина. Може би некој од надвор не може тоа да го види, меѓутоа луѓето кои се вработени во општината точно знаат дека ние со одлука на совет ги имаме сместено количината на друга локација. Значи секој што е вработен во општината знае дека не сме да има количина кај бутките. Или не се гледат количината. Знам, колега, дека е точно, ама немате храброст од говорница да кажете дека е точно, туку ми дофрлата далеко. Да. Баш би сакала да станете да кажете дека јас сум во право. Ти ми биди чест. Меѓутоа најлесно е односот на некој да му кажеш дека е точно. Јас не се плашам, и од тука и од таму ќе кажам како што е. Ама вие не гласавте преди. Колку што се сеќавам надпробето. Понатаму.
Многу ми е криво кога ваква одлука која е за градот од големо значење се реагира вака ноншалантно, со презир, со подсмех и секоја кажана забелешка се кажува онака како што му одговара на другите. За крај, сакам да прашам една работа. Се сложувам со тоа дека со паркирањето одел ќе се намалел загадувањето на воздухот. Меѓутоа сакам уште една работа да прашам, кога вас се избира за советници, дали се сеќавате дека еден од ударните проекти кои го промовиравте беа капните гаражи? Ако може некој да ми каже дали до крајот на мандатот на Талевски ќе ги изградите? Дали негде ќе се појават капни гаражи и тогаш ќе поднесете барање да нема јавно партнерство за паркирање. Во Битола нема ниту една капна гаража. Мене лично ми е смешно, колега. Мене ми се плаче од тоа кога ќе зборам. Лазе си ми што се смее. Ви благодарам.